Кратки најави за денес. Еврејската група Лев Тахор, сместени во угостителски објект во Горно Лакочереј, бараат толеранција. Велат дека немаат намера да останат тука. Одржана јавната расправа за прогласување на Студенчишкото блато за парк на природата. 100 дена локална власт се навидум премал период да се реализираат ветените проекти, но сосем доволен да се покаже и во очи разликата во функционирањето, истакна градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков на отчетот насловен како промени што носат идни на 100 дена локална власт. Пештанци чекаат да се донесе урбанистички план повеќе од една деценија. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Денес во Охрид умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и надпросечно топло за овој период од годината со измерени максимални 9 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, ведро со локална облачност, но и студено со пад на температурите. Во четврток во западна, северозападна и северна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег, проследени со ветер. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето сончево, ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и топло. На север зголемена облачност, а максималните температури на Балканот од 8 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток студено утро, пад на утринските температури. Ќе бидат во интервал од -6 до +3, а во текот на денот сончево време со локална облачност, ветровито но топло. Максималните дневни температури во Македонија од 6 до 15 степени. Во Охрид во четврток студено утро и температура од -1, а во текот на денот сончево, ветровито и топло време со североисточен ветер. Максималната дневна 8. Во петок уште едно студено утро, температурата -2, а во текот на денот сончево време со максимална температура до 10 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 9 степени, а во недела облачно време. Обилни врнежи од дожд и над 15 литри и максимална температура од 7 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Еврејската група Лев Тахор, сместени во угостителски објект во охридското село Горно Лакочереј, бараат толеранција од жителите. Велат дека немаат намера да останат тука, дека се само наминување како дел од туристичко патување.
Еврејската група Лев Тахор бара толеранција од жителите на Охридско. Велат во Македонија дошле да се помолат на гробиштата од своите предци и да ги посетат туристичките атракции во земјава. Немаат намера овде да останат, имаат регулиран туристички престој и потребни документи. Велат не представуваат опасност за никого и не сакаат никому да наштетат. Се плашат од заканите и омразата на местното население. To do some tourism, explore Jewish heritage, and go to Jewish graves and Jewish museum and synagogues, whatever. And basically, we mostly wanted to go to Jewish graves to pray. Се уште имаме добри впечатоци. Мислиме дека Македонија е убаво место со многу добри луѓе. И покрај тоа што има и такви кои ни се закануваат и се однесуваат код нас агресивно. Дојдовме овде исклучиво од туристички побуди, да се помолиме на еврејските гробишта, да ги посетиме еврејските музеи и цркви, да се запознаеме со историјата. Немаме намера да останеме овде, сакаме само да ги имаме правата да бидеме овде само како туристи. Имаме право да останеме 90 денови, но ние планираме да останеме само 1 месец. Сакаме само мирен престој, да имаме покрив над глава, место каде што ќе може да сготвиме и да ги оствариме нашите туристички цели. Досега немавме прилика да посетиме ниту едно место од планираните. Потрошиле цело богатство пари додека да најдат соодветно место, бидејќи од сегде ги бркаат и нигде не се добре дојдени. Закани и омраза имало и во Босна и Херцеговина. Оттаму заминале не поради депортација, туку затоа што му истекол периодот за туристички престој. Оваа група од 37 членови немаат постојано место на живење. Велат бараат земја каде што ќе може слободно да живеат и да ја негуваат својата религија. Thrown from one place to the other and not able to survive. Ние немаме постојано место на живење, само патуваме. Често патуваме и се уште бараме земја каде што ќе имаме дозвола слободно, во потполност да ја негуваме нашата религија. Затоа патуваме, не знаеме кога ќе ја најдеме таа земја што ја бараме. Во меѓувреме истражуваме, ја бараме таа земја. Дел од луѓето кои се во нашата група имаат своји бизниси, од каде што се финансираме. Некои имаат онлайн бизниси, некои имаат заштедени пари, но и добиваме поддршка и од други луѓе. Собственикот на хотелот каде е сместена групата Лев Тахор вели дека е непријатно изненаден од реакциите на жителите на Лакочерей. Реакциите сум изненаден. Не очекував вакви реакции, али можам да ги сватам дека медиумите расширија фама која што ето не оди во полза нити на објектот наш нити на самите гости кои ги сместивме. Ете вие живеете со? Јас живеам тука, значи сум 24 сати, мојата ќерка дојде од Америка на 3 недели со дете од година и 2 месеци и спиеме соба до ними. Така да моето дете пред се е подраго од сите, али тука ја не гледам никаков проблем, не гледам никакво насилство, чак обратното, луѓето се исплашени од нас. А не ние од ними. Тие не излегуваат од соба, 2 дена се во хотелов, не излегуваат од соба, се плашат од местното население дека ќе му наштети. Лев Тахор е еврејска религиозна група основана во 1988 година. Честото селење е типично за групата, па така освен во Македонија и Босна и Херцеговина, одреден период престојувале во САД, Канада, Израел и Романија. После Куманово и Скопје, моментално се во Охридското село Горно Лакочерей. Групата брои 37 членови, од кои 17 се деца. Жителите на Лакочерей за вечерва најавија протест пред хотелот, каде се сместени и бараат нивно заминување од селото. Одржана јавна расправа за прогласување на студенчишко блато за парк на природата. На јавната расправа собствениците на имоти во оваа зона дадоа поддршка на законот, но најмногу се интересира за остварување на нивното право за градба. Додека трае постапката за прогласување на студенчишкото блато за парк на природата, во заштитената зона не смее да се гради, децидни од ресорното министерство. Одржана јавна расправа за прогласување на студенчишко блато за парк на природата. Градоначалникот Кирил Пецаков кажа дека на негова иницијатива се организирани оваа, а и неколку средби предходно со собствениците на имоти во оваа зона и Министерството за животна средина. Сватив дека има многу нејасноти меѓу она што сте како представници, односно собственици на
на земјиштето и секако Министерство за животна средина и оние кои го предлагаат законското решение и увидов дека не се баш покупуваат работите на она кое што вие го перцепирате како собственици и секако она кое што е законско решение. Томе Ѓорески, представник на мнозинството на граѓани собственици на имоти во оваа зона, кажа дека го поддржуваат законот за прогласување на блатото за парк на природата, но имаат одредени барања до надлежните институции и Министерството за животна средина и просторно планирање. Во исто време, согласно со планот на управување и овој закон, ние сакаме да се усогласат заедничките интереси и со цел да се одржи вредноста на приватните имоти, како и да се овозможи одржливо користење и активности кои овозможуваат економски просперитет на собствениците. Во зоната на одржливо користење на студентичко блато, 90% од имотите се во приватна сопственост на граѓаните, кои се интересираат дали во правилникот кој е дел од планот за управување е дозволено да се градат објекти за домување, додека студентичкото блато е под привремена заштита, да се применува највисокиот режим на заштита, децитни од Министерството за животна средина и просторно планирање. При изработката на планот за управување кој ќе се изработува со засегнатите страни случај по случај на јавни расправи, ќе се утврдат начините за остварување на личните права во оваа зона. На јавната расправа беше презентирана и студијата за валоризација на студентчишкото блато, која се работеше од 2020 година. Студентчишкото блато е девастиран простор кој има можност да биде ревитализиран, а се продека на 60 хектари и е можно значајно за природните вредности на Охридското езеро. Денеска во Охрид се одржа регионален отчет насловен како промени што носат иднина 100 дена локална власт, отчет на ВМРО ДПМНЕ, на градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ. Градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков, истакна дека иако 100 дена локална власт навидум премал период за да се реализираат ветените проекти, но сосема доволен за да се покаже и воочи разликата во функционирањето. Дами и господа, 100 дена локална власт навидум премал период за да се реализираат ветените проекти, но сосем доволен за да се покаже и воочи разликата во функционирањето. Разлика кој секој може да ја воочи во овој момент. Доблесни и отчетни, како што ви ветивме, уште кога ја баравме вашата доверба. Ги слушнавме сите идеи, а на критиките гледаме како на процес за подобрување на работењето. Ни престои уште многу работа и уште многу проекти. Ве уверувам дека ништо нема да не спречи да го реализираме нашето изборно ветување и нашата цел, со посветеност и стручност, секако и одговорност, да создадеме известна и срекна иднина за сите нас и нашите поколенија. Пештанци чекаат да се донесе урбанистички план повеќе од една деценија. Жителите бараат локалната и ресорното министерство да ја забрзаат постапката. Туристичката населба е атрактивна за инвестиции кои ќе донесат развој за жителите. Новиот урбанистички план за село Пештан е во постапка од пред 12 години. Пештанци чекаат да се донесе урбанистичкиот план и стануваат нетрпеливи. Чекаат мештаните, но и инвеститорите кои сакат да градат, ги пренесува барањата на жителите Ѓоре Танески, председател на местната заедница. Планот е тука во општината, чекаат уште некои одговори од сите институции, дали е во заштитен појас, дали го загрозуваат УНЕСКО, езерото. Значи, кажав, имаме повеќе од 300 нови градби. Значи, селото ќе се шири. Имаме луѓе. Немаме одлив, имаме прилив на луѓе. И гледаме да одиме напред. Луѓе сакаат и да градат апартмани, некои хотели може ќе градат со новиот план. Планот е тука во локалната. Само чекаат од животна средина, од сите други институции да кажат дали е окей или не е окей. Од местната заедница оствариле средба со представници од локалната самоуправа кои имаат разбирање за нивните потреби, информира Танески. Посочува дека губат време и пари не само жителите со долгото чекање на усвојување на планот, туку губи општинската каса со одолговлекување на постапката. Прва урбанизирана населба, село во Македонија од 1957 сме, како село Пештани,
кои што редовно плаќаат комунали кои што се во иста висина со охридските комунали во Охрид. Значи, имам апел, имам секојдневно, доаѓаат луѓе, жители на Пешчани и надвор од Пешчани, кои што имаат купено веќе плацови, сакаат да градат, но за жал сето тоа останува така. Во туристичката населба Пештани живеат постојано и повремено голем број граѓани од натрешноста и од странство. Пештани во моментов брои околу 1500 жители. Од 1 март до 31 мај замрзнати маржите за трговија на големо и мало на основните прехранбени производи, а трговците со прехранбени производи нема да може да профитираат од граѓаните, кажа на пресконференција министерот за економија Крешник Бектеши. Министерот за економија Крешник Бектеши информираше дека на предлог на Министерството за економија владата донесе одлука со која се определува највисоката трговска маржа до 5% на продажната цена, пресметана во трговијата на големо, односно до 10% на продажната цена во трговијата на мало. Како посебен услов во трговијата, оваа мерка се однесува на лебот, шеќерот, солта, брашното, суровото сончогледово масло и сончогледовото масло за јадење, трајното млеко со масленост, од 2,8, 3,2 и 3,5%, свежото месо, сувомеснатите производи, сирењето, урдата, оризот, јајцата, тестенините, пченицата и овошјето и зеленчукот. Со оглед на информациите и анализите на терен дека трошоците на производителите на основни прехранбени производи растат, ова одлука има за цел да се ограничат трговците да прават профит на грбот на граѓаните, како и на производителите. Со ова одлука се контролира растот на цените на основните прехранбени производи, за да нема значајно влијание врз потрошувачката на граѓаните, со оглед на тоа дека од 1 март престанува да важи одлуката во делот на замрзнување на цените на основните прехранбени производи. Министерот објасни дека кај трговците на мало вкупниот износ на трговската маржа до 10% се вклучени на доместоците кои трговецот на мало ги наплаќа од трговецот на големо за рекламирање и примарни и секундарни позиции за изложување на стоките на рафтови, односно на полици. Ова одлука ќе се применува од 1 март до 31 мај 2022 година заради потребата да се ограничи растот на цените во наредните 3 месеци. Доколку трговците не се придржуваат до оваа одлука, следуваат и глоби. Бектеши дециден за прекршување на овие мерки согласно член 30 од Законот за трговија предвидени се глоба во износ од 800 до 1000 евра во денарска противредност за микротрговец, глоба во износ од 1600 до 2000 евра во денарска противредност за мал трговец, глоба во износ од 3000 до 6000 евра во денарска противредност за среден трговец и глоба во износ од 7000 до 10000 евра во денарска противредност за голем трговец. Министерот кажа дека во наредниот период државниот пазарен инспекторат ќе излезе на терен со засилени контроли кај трговците, а граѓаните кои ќе утврдат драстично зголемени цени на основните прехранбени производи да пријават на бесплатниот телефонски број на државниот пазарен инспекторат 191. Од утре започнува готовинската исплата на пензиите. Исплатата ќе се спроведе во 4 групи, во 4 денови во сите отворени филијали и експозитури на банките. Владата на последната седница ја усвои информацијата според која февруарските пензии ќе бидат пред време подготвени за готовинска исплата во 4 групи, почнувајќи од 24 февруари 2022 до 1 март. Средствата за пензиите преку банкоматите и трговската мрежа ќе бидат достапни од 24 февруари. Готовинската исплата на пензиите ќе се спроведе во 4 групи, односно 4 дена во сите отворени филијали и експозитури на банките согласно следниот распоред. За пензии во висина од 11.000 денари исплатата ќе се изврши на 24 втори или четврток, пензиите во висина од 11.001 до 14.000 денари исплатата ќе се изврши на 25 февруари петок, пензиите во висина од 14.001 до 18.000 денари исплатата ќе се изврши на 28 февруари понеделник и пензиите во висина од 18.001 денар исплатата ќе се изврши на 1 март или вторник. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Рускиот председател Владимир Путин денес изјави дека останува отворен за диалог и дипломатско решение за украинската криза, но додаде дека за интересите на Русија, како што е безбедноста на земјата, не може да се преговара. Нашата земја е секогаш отворена за директен и искрен диалог со цел да се најдат дипломатски решенија за најсложените проблеми, рече Путин во телевизискиот говор по повод 23 февруари, националниот празник на Денот на бранителите на татковината. Тој најави дека ќе продолжи да ги развива способностите на руската војска, дигиталната технологија и вештачката интелигенција и хиперсоничното оружје. Русија, која со недели беше осомничена дека подготвува инвазија на Украина, во понеделникот ја призна независноста на двете проруски сепаратистички територии на истокот од Украина, што предизвика страф од руска воена интервенција пред портите на Европската Унија. Бројот на нови случаи на инфекција од коронавирус во светот е намален за 21% во последната недела, трета недела поред, соопшти Светската здравствена организација во својот неделен извештај. Наведоа дека во минатата недела имало повеќе од 12 милиони ново заразени од коронавирусот. Ширум светот само за една недела починаа 8% помалку луѓе или околу 67.000, а неделниот број смртни случаи опадна за прв пат од почетокот на јануари. Западниот Пацифик е единствената област каде е зголемен бројот на ново заразени со COVID-19 со скокот речиси 29% во однос на претходната недела, а бројот на заразени на други места се намалува значително. Најголем број ново заразени е забележан во Русија, Германија, Бразил, САД и Јужна Кореја. Се намалува бројот на заболени, починати и хоспитализирани од коронавирусот, со оглед на тоа дека омикронот е убедливо најдоминантниот вид во светот и представува повеќе од 99% од анализираните случаи. Големите шумски пожари кои ги опустошија Калифорнија, Австралија и Сибир ќе бидат 50% почести до крајот на овој век, покажува новиот извештај кој предупредува дека неконтролираните пожари се појавуваат во места каде претходно немало такви појави. Се поголемата климатска криза и промената на начинот на кој се користи земјиштето се причина за зголемувањето на екстремните шумски пожари. До 2030 година се проценува дека овие непогоди ќе се зголемат за 14, до 2050 за 30%, покажува документот на Обединетите нации во кој се вклучени 50 меѓународни истражувачи. Американската морнарица соопшти дека 4 лица загинале во пат на воен хеликоптер на Хаваите. Авионот се урнал вчера наутро, а причината за падот не е позната. Несреќата се случила на северната страна на Кауаи островот, еден од најстарите хавајски острови. Хеликоптерот бил во поддршка на операција за обука, се вели во соопштението за печатот по морската база на западната страна на Кауаи, каде американската армија тестира ракетна одбранбена технологија и различни единици изведуваат вежби. Националниот комитет за безбедност во сообраќајот на Твитер објави дека се работи за хеликоптер Сикорски C-61H, изграден меѓу 1959 и 80-та во компанијата за авиони Сикорски, основана 1925-та, сега дел од корпорацијата Lockheed Martin. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следавте. Довидување.